Човештвото со песимизам влегува во 2023-та. Истражувањето на меѓународниот институт Ипсос, спроведено на светско ниво, покажува дека над половина од испитаниците ја опишале 2022-та како година која била лоша за нив и нивното семејство, а над 70% истакнале дека била лоша и за нивната држава. За 2023-та луѓето со песимизам гледаат на економските процеси. 70% очекуваат цените, инфлацијата, нивото на невработеност и каматите да продолжат да растат. Речиси исто толку лоши се и очекувањата за глобалната безбедност. Скоро половина од испитаниците се загрижени дека во 2023-та постои веројатност некој повторно да употреби нуклеарно оружје. Над 40% очекуваат хакери на странска влада да предизвикаат глобална информатичка хаварија, додека пак половина од испитаниците стравуваат од вештачка интелигенција и нејзиниот потенцијал да создаде хаос. Кај човештвото постои страф и грижа и за катастрофални небесни непогоди. 22% сметаат дека има веројатност на земјата да падне астероид, додека значајни 18% одговориле дека очекуваат во 2023-та да не посетат вонземјани. Сепак на одредени процеси се гледа и со оптимизам. Многумина очекуваат оваа година да биде карактеризирана со вселенски подвизи. Скоро половина сметаат дека ќе бидат лансирани нови ракети кон Марс, а речиси 40% очекуваат развој на вселенски туризам и екскурзии до месечината. 1/3 од жителите на планетава сметаат од во следната година ќе ги видиме првите успешни имплантирања на медицински микрочипови во човековиот мозок. И покрај несигурноста и анксиозноста за тоа што не чека во иднина. Двајца од тројца во истражувањето очекуваат 2023-та да е подобра од она што го искусиле во 2022 година. Истражувањето е спроведено од меѓународниот институт Ипсос во 36 држави низ светот. Во периодот од 21 октомври до 4 ноември тие интервјуирале 24.471 возрасно лице.